Радоста за воскресението Христово е радост од која не треба никогаш да не оддели ни животот, ни смртта, ни било што и да е. Во таа смисла, ние сме должни да се потрудиме, да веруваме и тоа искрено во воскресението на мртвите и да поживееме на земјата, да го задобиеме Царството Небесно. Ние, браќа и сестри, живееме во едно време на сеопшта криза. Најнапред на морална криза, а последиците од моралната криза се и економската криза и секоја криза на духот што следува во овој свет и во овој живот. Но затоа и ни се случуваат нештата, екзодусот во денешно време, сличен на оној од 1947 и понатаму 50-тите, 60-тите и 70-тите години. Но нашето заминување од татковината не треба да биде заради нешто друго, освен за основните услови и потреби за живот. Ако нешто повеќе од тоа бараме, тогаш ние секако дека бараме невозможни работи, односно не душеполесни работи. Па во таа смисла на нештата, ние тогаш, ако бараме повеќе од она што ни е потребно, сакаме да создадеме еден живот на не вистински христијани, туку живот кој тежне кон земните, материјалните богатства, кон парите, кон идолите и така натаму. Во тој дух, затоа и се обраќаме дека не треба парите да ни бидат идол, па заради тоа да ја напуштаме татковината, не треба да ни бидат исто така другите удобности идол, туку пред се да живееме вистински, христијански, според потребите и условите што нам ни ги дава Господ. Во тој дух треба и да биде нашата вера, да знаеме дека верата наша во воскресението од мртвите е најзначајното нешто, зашто самиот Христос, нашиот Спасител, рекол дека ако верувате во мене, ќе имате живот вечен, зашто јас сум патот, вистината и животот. Кој верува во мене, тој ќе има живот. Во таа смисла и го честитаме празникот над празниците Христовото воскресение со најрадосниот празник, со најрадосниот поздрав на Христовото воскресение, Христос воскресе. Навистина воскресе, нека е честит празникот и за многу години.